И покрај тоа што согласно законската регулатива, Центарот за социјални работи функционира како стручна установа со јавни овластувања заради вршење на работи од социјална заштита. На терен се евидентирани бројни аномалии, имено неколку вработени лица и лица на високи раководни места во општинските центри за социјална работа ги пречекориле своите овластувања. Освен непрофесионалност, практикување на мобинг за време на работните часови, дел од вработените во социјалните служби и надвор од работното време манифестирале во најмала рака недолично однесување. Во корона криза, во спроведување на самоконтрола потврлија и оние кои се платени да го спроведуваат законот и да им пружаат социјална заштита и непосредна помош на граѓаните, семејствата или група на население. Според информациите до кои дојде Мнет, она што е известно е дека министерската метла на Министерството за труд и социјална политика ќе ги зафати раководителите на центрите за социјални работи во Кочани и Македонска Каменица, а на листата за евентуални смени од раководните позиции според најавите се очекуваат и општините Делчево и Берово. Причината за смена на еден од директорите на општинските центри за социјални работи е неговата манифестација на семејно насилство. Настанот е евидентиран и во полициските извештаи. Жртвата на насилството реагира на лошото партиско решение при поставување на човек на раководна позиција кој делува сосема спротивно од јавните овластувања при спроведувањето на социјалната заштита и стручната работа. По налог на новата министерка Шахпанска, секој од општинските центри за труд и социјална политика имаат обврска да достават дополнителни извештаи за интерната работа на стручните служби. Најавените директорски чистки ќе следат по согледување на професионалната одговорност. За дел од раководниот кадар е предвидено и делење на откази, особено за назначените директори кои дошле како надворешни членови, а биле прифатени од колективот на Општинскиот центар за социјална работа.